Доколку се одлучи да работат угостителските објекти до 21 часот, ќе дојде до поголем финансиски колапс на истите, велат угостителите. Тие сметаат дека ќе мора да се воведе и втора смена, повеќе вработени и во тој случај нема да можат да издржат финансиски, ќе мора да отпуштаат или да ги затворат своите локали. Ние како угостители предлагаме и бараме продолжување на работното време до барем до 24 часот, бидејќи ако гледаме од здравствен аспект, на тој начин ќе ги редуцираме бројот на гостите и нема гостите да бидат концентрирани до 18 часот. Ако гледаме од финански аспект, ако не ни го продолжат времето, ќе дојдеме до финансиски колапс, бидејќи во моментот заради мерките работиме една смена со дуплиран број на вработени и на тој начин ако продолжи со истото работно време, или треба да отпуштиме голем дел од вработените, или треба да затвориме. Затоа бараме како да го продолжат работното време до 24 часот, или владата да помогне со дел од платите и придонесите за вработените, да не бидат отпуштени. Ако времето го големиме до 21 часот, доаѓаме само до поголем финансиски колапс на угостителските објекти, бидејќи на тој начин треба да се организират само за 2 или 3 часа од работното време, треба да се организират втора смена, што значи дупло број на вработени. А за тие 2 часа угостителските објекти финансиски не е издржано за самите вработени, да ги исплатат самите вработени. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека состојбата со епидемиолошката слика во земјава е стабилна, дека генерално се намалува бројот на новозаразени лица од COVID-19. Барањето за продолжување на работното време на угостителите ќе се разгледува, а олабавувањето на мерките по 21 јануари.